Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Ова се долгогодишни, би рекла, контакти. Знаете дека еден инвестиционен циклус трае долго. Тоа не се случува преку ноќ. Така што, како што напоменав, пред 4 години беше првичниот контакт со американската компанија, пред околу година дена со германската компанија, и тоа е еден долг процес од првичниот контакт. Потоа компанијата решава да дојде во Македонија, да се запознае на лице место со бизнис условите кои што биле презентирани во земјите, дали од страна на економските промотери или пак од страна на членови на економскиот владин тим за привлекување странски инвестиции. И понатаму тие си прават интерни анализи, ја ставаат Македонија на кратка листа на земји со останати земји од регионот или Европа и крајно донесуваат одлука за инвестирање. Би рекла дека во овој момент политичката криза, да, секако дека влијае, не можеме да го занемариме тој факт, врз бизнис климата и врз работењето како на домашните, така и на странските компании, но дел од нив клучни или битни им се останати фактори како логистика или достапност на квалитетна работна сила, понатаму стратешка поставеност на земјата во регионот, така што се одлучуваат и покрај политичката криза да инвестираат во Македонија. Споменавте дека и двете компании се резултат на бизнис форумите каде што ги презентирате поволностите за инвестирање во земјава. Колку се значајни овие бизнис форуми за потенцијалните инвеститори да слушнат за она што го нуди некоја земја? Секако дека се значајни, но не само бизнис форумите кои што директно ги реализираме во земјите од Европа, од северноамериканскиот континент, Азија и така натаму, туку и мрежата на економски промотери исто така има позитивно влијание. Понатаму рекламирањето, односно промоцијата на надворешните странски канали за комуникација како Financial Times, Forbes, понатаму CNN, сето тоа би рекла дека се клучни алки во националната стратегија за привлекување на странски инвестиции во Македонија и сите тие имаат свој ефект во донесувањето, односно привлекувањето или приливот на странски капитал во земјата. Што е она што ги интересира најмногу? Споменавте дека не прашуваат толку многу за политичката криза. Зашто прво прашуваат? Секој инвеститор различно. Број на топ 3 фактори кои што се најважни од досегашното наше искуство увидено за странските компании да донесат одлука се, како што кажав и пред малку, значи логистиката, работната сила и тоа квалификувана, образована и достапна работна сила. Во некои од земјите постои квалификувана сила, но таа е недостапна. Ја нема во толку голем обем која што нив им е потребна. Со самиот процент на невработеност кај нас, која што денес е на најниско рекордно ниво 23,1%, сепак за нив е голем обем да се сигурни дека ќе дојдат во Македонија и ќе можат да го најдат бараниот кадар, односно профил на работници кој што им е потребен, дали за производство, за среден или висок менеджмент. И трето, секако деночниот систем. Тоа се трите фактори кои што од досегашното наше искуство во претходните 10-12 години од работењето се клучните фактори кои што им се најбитни на компаниите при донесувањето на одлука за инвестирање во Македонија, односно во една од земјите од регионот. Ја имаат логистиката од Агенцијата за привлекување странски инвестиции. Како се одлучуваат во кој реон да вложат? Или вие ги убедувате? Во кој реон од Македонија? Да. Врз основа на факторите кои што ќе ни ги достават како клучни, им правиме анализа, но на крај самите тие ја носат одлуката секако. Се прави компаративна анализа на повеќе региони или градови, врз основа на повторно трошокот на работна сила, близината до аеродром, односно до автопат, понатаму подготвеноста на инфраструктурата и тие се клучните фактори кои што тие ги зимаат во предвид при компаративната анализа, за на крај да донесат одлука дали е поповолно да бидат во внатрешноста на Македонија или пак сместени во главниот град. А исто така и компарацијата се прави на слободни економски зони, значи влез во слободните економски зони или надвор од нив. Може ли да очекуваме
уште инвестиции се преговарали со други компании? Да, секако. Владиниот економски тим задолжен за странски инвестиции работи интензивно и покрај политичката криза на привлекување на странски компании во земјата, така што би рекла дека повеќето од членовите имаат барем по 2-3 сериозни компании во пайплайн за инвестирање, кои што треба во секој момент или во наредните месеци да донесат одлука за инвестирање. Би кажала од мој аспект или од моја гледна точка, ја заедно со мојот тим подолго време работиме на една инвестиција која што веќе донесе интерна одлука за инвестирање, но официјално ја нема објавено, затоа не би го кажала името, но само би рекла дека се работи за полски инвеститор кој што планира да отвори фабрика за производство на електрични автобуси, трактори и земјоделска механизација во Македонија. Кога може да очекуваме објавувањето официјално нивно? Во следниот месец, 2, би рекла. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.